Жителите од населбата Софилар во Струмица конечно добиваат асфалтирана патна инфраструктура. Тамо денеска се асфалтираат две улици кои водат кон затворот, но и споредната. Освен улиците, оваа населба доби и атмосферска и фекална канализација за 3 колектори, за што се инвестирано околу 26 милиони денари грант од Светска банка. Проектот за изведба на две сервисни улици, фекална и атмосферска канализација во населбата Софилар, децениски проблем кој што нормално заради од причина што имавме потреба од експроприација, од причина што имаше узурпирано државно земјиште, моравме да ги тргнеме сите правни пречки за да пристапиме кон реализација на овој проект. Всушност станува збор, ако го гледаме како целина, не е само еден проект. Станува збор за изведба на две сервисни улици во должина од 650 метри, изведба на атмосферска канализација во должина од 780 метри и изведба на 3 фекални колектори со фекална канализација во должина од 1411 метри. Целиот проект е со грант од Светска банка во износ од 24 милиони денари, односно вкупната сума е 26, со 2 милиони денари издвојаме средства од општина Струмица. До крајот на годинава со пари на општината треба да се извади фекален колектор кој ќе оди кон пречистителната станица, соопшти градоначалникот Костадинов. Вреди да се спомене дека оваа 2022 година со изворни средства на општината, каде што имаме планирано 18 милиони денари, ќе пристапиме со изградба на главниот фекален колектор кој што ќе ги опфаќа отпадните води од целата касарна заедно со населбата Софилар до реката Водочница, кои што отпадни води ќе бидат после однесени во пречистителната станица за отпадни води во Сачево, што всушност е и намената на тој проект. Тоа е еден исто така од поголемите проекти кои што ќе се реализира оваа 2022 година. Во населбата Софилар живеат над 100 домакинства кои со децении се соочуваат со проблемот на немање на соодветна комунална инфраструктура.